Светските берзи и американскиот долар бележат пад по сигналите дека председателската трка станува се потесна меѓу кандидатите на демократите и на републиканците, Хилари Клинтон и Доналд Трамп. Инвеститорите во светот во изминативе неколку недели се обложуваа на тоа дека Клинтон уверливо ќе победи, со оглед на резултатите од анкетите кои покажуваа дека таа има неколку проценти предност пред Трамп. Но по повторното покренување на истрагата од страна на FBI во врска со приватните мејлови на Клинтон, некои анкети покажаа дека Трамп за прв пат по неколку месеци води пред Клинтон. Неизвестноста на трката вчера доведе до пад од 1 до 1,5% на акциите на Wall Street, а анксиозноста потоа се прошири на берзите во Франкфурт и Париз, а денеска изутрина и на берзите во Азија. Пад на вредноста забележа и американскиот долар, и тоа за 1% спрема еврото. Дел од експертите сметаат дека ова е резултат од загриженоста на инвеститорите кои во период на сегашниот политички метеж во Соединетите држави почнуваат да ги кријат нивните средства во, например, злато. Пазарите се градат врз победа на Клинтон. Победата на Трамп ќе ги замати работите, вели аналитичарот Пол Нолте. Во најновата анкета на ABC News и Вашингтон Пост, Трамп води за 1% пред Клинтон. Меѓутоа, просекот на националните испитувања на јавното мислење покажуваат дека Клинтон останува за над 2% пред Трамп. Сепак, во така наречените критични држави, како Охајо и Флорида, републиканскиот кандидат има предност. Трамп за време на еден митинг во Висконсин дури побара од оние што веќе гласале за неговиот демократски ривал да го откажат својот глас и да гласаат за него. This is a message for any Democratic voter who have already cast their ballots for Hillary Clinton and who are having a bad case of buyer's remorse. In other words, you want to change your vote. Неколку држави како Мичиген, Пенсилванија, Минесота имаат процес кој им дозволува на оние што гласале порано да го сменат нивниот глас, меѓу другото и со поднесување нови гласачки ливчиња. Во меѓувреме, Клинтон во Флорида го нарече Трамп постар момче за сето она што не е во ред со американската економија. And I think the American people deserve to know whether he paid any penalty for skirting the law and how much he's actually worth and who he does business with. I'm particularly interested in the Russian business deals that he has. Председателот Барак Обама во вторникот уште еднаш ги повика гласачите да дадат својата поддршка за Хилари Клинтон. Тој на еден митинг во Охајо призна дека неговиот поранешен државен секретар направила грешки, но рече дека таа во основа е добар и пристоен човек, што ја прави да биде исклучителен председател.